Дали научија брендовите како се соработува, како се работи со јутјубер? Сепак ја отворив кутијата. Добродојавте во новата епизода на Комкаст, епизода 87, поред ако не се лажам, епизода во која што насловот ќе не биде зборуваме за YouTube, ама сериозно. Сериозно? Сакав да им дадам шанса и да ги повикам и да зборувам со луѓето кои што се креатори на содржина, кои со луѓето кои што баш се секој божи ден во темата и живеат со тоа и така натаму. И еден од првите луѓе со кои што имам позитивно искуство муаве да правам на темата е Иван. Иван, добре дојде премиерно во Комкаст. Здраво, здраво. Имајќи те предвид тебе, твојот стил и твоите објави и лудори што ги правиш и подвизи, кои што онака во голема мера ги почитувам, затоа реков дека треба да напоменеме за озбилно. Да не се смееме, значи? Не, значи идејата е дека ова е аудио подкаст кој што оди на видео и кој што е лежерен во својот стил, меѓутоа неизбежно е заради мојот, а богами и твојот менталитет. Да бидеме подинамични. Ајде на кратко, значи прво нека лична карта, да кажеме Иван и YouTube. Како таа приказна се одвива? Као се одвива? Како почна? Као почна, као се одвива, да не бидам клише као сите муавети што сум ги правил до сега. Сум почнал многу рандом, стварно рандом, што не сум ни знаел што е тоа YouTube, сум влегол на YouTube. Значи први не сум почнал со YouTube, па после сум научил што е тоа YouTube. Се што текна време. Затоа што не знам, ќе кажам дека сум од првите, не сум од првите, ама се уклучив у периодот кога YouTube стварно онака стана доста тренди ствар. Онака не се уклучив намерно затоа што е тренди, туку баш онака у периодот кога ја почнав да креирам, тогаш стана тренди и валјде заради тоа и повеќе да не го лупам. Валјде заради тоа и многу луѓе полесно ме дознале. Што знам, пошто као тече времево, се полесно и полесно станува да речеме пробиеш, најпросто да се изразаме, се пробиеш на YouTube сцена. Затоа што веќе се знае што е YouTube. Сваѓаш као луѓето веќе пратат YouTube као на дневна база и не име нешто ново чудно. Интересно, викаш како сега пошто луѓето знаат е полесно да се пробиеш. Да. Тоа значи дека е се уште бришен просторот многу лесен за да видиш ти доминантен, за да те препознаат луѓе, да добиеш followers, сега е полесно него пред 2-3 години. Да, дефинитивно, пошто значи многу од луѓето кои што до пред некое време не им текнувало да отворат YouTube или го отварале YouTube само за музика да слушаат и уште постојат такви, вајда би ме разбрале, би се пронашле тие што слушаат. Али се почесто им станува онака секојдневна рутина да отворат YouTube и да гледаат онака јутуберско видео. И сега ми е мило што у задње време искачаат и нови фацки кои што прават многу по различен контент, сваеш као бегаат некако од шемата и прават разни ствари, така да секој може онака да си најде на YouTube да си гледа тоа што сака да си гледа, дури и на македонски. Иницијално мислев дека првин ќе сакам да зборуваме за онај другиот дел, странскиот, глобалниот, ама ете, рандом ни влеземе во Македонија и во македонската сцена. Колку е, во која фаза е сега таа македонска YouTube сцена? Значи, имаше некои први фази, втори, четврти, пети, до кај сме? Кои се тие фази? Може ли некако да ги се обидеме да ги врамиме? Да пишеме некоја литература, учебник, фази на добре, YouTube. книга една историја. Види, нема некои фази. Да, технички кога ќе видиш има некои фази, е доста висока фаза, може уште да се билда, али како што кажав е во некоја фаза која што може да се смета јутубер како професија. И не е ни срамота, мислам веќе да се каже, може би за некого ама сметам дека не треба да биде, пошто ја кога почнав ти декна како што работиш јутубер, што се глупираш ти декна, као не го сваќа сериозно како што е нели муабетов сега сериозен, не го сваќа вака сериозно. Дај ми еден пример конкретен, да речеме не од твои врсници, туку некој посериозен, можеби родители, баба и слично, кои што изреагирале позитивно на тој момент, што се занимаваш, јас сум јутубер или работам за YouTube, пошто ти работиш и друга содржина за други луѓе, за повторно за YouTube како канал. Види, конкретно, моите
по дома ме поддржувале уште од старт. Мислам као да, може да ги кажувале тие као глупости, што снимаш глупости, ама знаеле дека ми е мерак, знаеле дека си ја гледам еднината у тоа и не ми замерувале. Стварно ме поддржувале, стварно ми ги гледале сите ствари што сум ги вадел и ден денес ми ги гледаат, значи баба ми, дедо ми директно им дав телефон, еве да ми гледате YouTube видео, стварно ми гледаат. И ми е многу мило и приметувам дека има постари луѓе кои што ме пратат, ама ја не можам онака да им влезам со мајндсет, гледајте ми ги стварите што ги вадам, затоа што разбирам дека они се растени во друго време, дека не можат онака да се поистоветат, не им било во тренди, они се растени во време на телевизија. И сега ја доаѓам и пробувам да се уклучам во светот каде што main entertainment, главно е YouTube. Pretty much, мислам телевизија се повеќе се исфрло од употреба, да бидеме реални, мислам сагале некеле, тоа е реалноста. И сега јас сум се уклучил некако, сум се убацил у таа шема и замисли децата, што сега се деца, кои ќе дојдат на мои години, ќе има нови ствари откриени и мене тие ќе ми бидат чудни. Сваеш, јас за нив ќе бидам бумер, кој што сега се бумерите за нас. Ќе бидам ја бумер и можеби нема толку лесно да ги разбирам. Така да не им замерувам на никој што се постарата генерација, што не пратат или што не го сметаат ова за озбилна работа, што не им е ни интересно. Мислам, сосема ми е разбирливо, свеш, као си ги гледам онака статистиките на age range-от, колку ме гледаат, колку се стари луѓето што ме гледаат, и сега има деца, има постари од деца и малку постари од деца. Тие што се као малку постари од деца се највеќе, тие малку, како да ги кажам, age range од 35, и сега од кај 40 ја познавам луѓе што ме гледаат, ама се проречуваат. Свеши ми е тоа сосема нормално и разбирливо и така и треба да биде, мислам, на прав пат е светот, ништо не е чудно. Добро, Македонија не може да отстапи толку многу од главните трендови, само малце касни, нели? Да. Нормално. Колку, ајде ќе стигнам до следното прашање, колку да речеме ти во твоите видеа сега размислуваш за која ти е публиката, правиш анализа и викаш, ова за оваа публика ќе помине подобро или ќе биде подобро или малце и за нејзе да се посветам, да направам содржина малку за другава, малку за оваа. Колку на тој начин размислуваш во смисол кога седнуваш да правиш, ако воопшто правиш план за снимање на видео? Види, порано многу поише размислав, поише. Никад не сум не размислувал ја многу на тема YouTube, чекај шо да снимам за да успее такви ствари. Порано сум размислувал, сега повеќе размислувам што сакам ја да снимам и тоа што ќе го снимам да ми биде онака стварно од душа, да го презентирам на начин на кој што јас сакам, затоа што публиката може да бара нешто. Сееш, не може да ме контролира мене како јас да размислувам и како да снимам, затоа што ипак они бараат од мене нешто. И треба јас да им пружам тоа што знам јас, како што сум им пружал кога сум почнал, како што до сега сум им пружал, мојата уметност да им ја презентирам на нив. Така да си гледам онака да биде све у мој стил во моментот како што се осеќам, затоа што они на некој начин го следат мојот живот. И сакам да им го презентирам мојот живот, мојот расположение, мојот муд, да им го презентирам на сите, да видат како се осеќам, како размислувам. Ај сега втори дел од прашањето. Колкава разлика има и дали да речеме порано и сега, ти дефинирај си порано што значи сега, на македонска YouTube сцена има помалку или повеќе содржина и полоша или подобра содржина? Многу релативно има помалку креатори, аналогно на тоа и помалку содржина. Сега? Да, сега. Сега има помалку креатори затоа што од креаторите што биле порано веќе престанале со јутуберство, како да кажам. Така да има дефинитивно помалку креатори, помалку содржина, ама ќе кажам, не можам да кажам дали е подобра или полоша содржината, ама ќе кажам дека е подинамична. Дефинитивно, затоа што некако не се копираат сите меѓу себе. Не би го кажал копирање, свееш као не важи тоа правило на YouTube. Уопште не важи, затоа што ако јас сум земал да разработувам иста тема што и ти си земал да ја разработуваш, тоа не се смета за копирање, тоа се смета за разработуваме иста тема. Ти со твојот контент, јас со мојот контент. Тоа е тоа. Така да не можам да кажам која е подобра, која е полоша. Мене најверојатно ми се свиѓа оваа повеќе затоа што има поголема динамика и тоа го прави да биде онака по mature, по возрасно да се размислува на стварите за да гледам кај секого различно.
ако гледам кај секого исто, не знам, ја би кажал дека е многу детски да гледам кај секого иста содржина, само различен човек кој што го збори тоа. Мојот генерален впечаток, јас се навлеков, да речеме пред година дена и пол отприлика на да почнам да се сабскрајбам и секој божи ден да отварам YouTube и да прегледувам што каналите на кои што јас сум претплатен објавиле изминативе ден, 2, 3, 5. Значи претходно немав таква навика, знаев дека постои, знаев дека е тоа, меѓутоа или не сакав или едноставно не може да најдам доволно насочена содржина која што мене ми будеше интерес. Сега веќе сум во тој филм, онака, сериозно и го сваќам тој момент на, нели, чекај вечер да седнам да прегледам што се објавиле луѓе што ги следам и така натаму. Се научив и да брзо да прегледувам и да скокам и им влегуваш у ритамот во структурата, па знаеш со која брзина кај да премоташ и така натаму. И генералниот впечаток ми е дека во Македонија нема содржина за повозрасни луѓе. Значи нема содржина што може да задржи внимание на повозрасни. Лупам, нема ни еден рибар, нема ни еден, не знам, сега излезе некоја видео гледав за дечко со коли, нешто за тюнирање што зборуваше и слично. Меѓутоа, иако ти се класичните, да речеме, стереотипни машки во оваа ситуација теми, ама нема практични совети за дома, бољарот како да го исчистиш, мислам, некои такви ствари. Еден куп од луѓето ги гледаат тие содржини и сакаат да ги гледаат тие содржини. Докај сме на таа тема? Гледате дека нешто се појавува, не успева, има некои обиди, очекувате дека некои овие сега младиве јутјубери што ќе пораснат, ќе почнат да произведуваат содржина за чистење на бољари? Па да, тоа е стереотипниот муавет, морам мушка да... Зашто? Значи, мене ако ме прашаш, ја не би го правил тоа од проста причина за да ги избегнам тие стереотипи, затоа што јас стварно по дома поише како жена се осеќам. Не, ова ми е само пример, мислам, не навлегувам во тоа, само сакам да се насмеам. Не би го правил, ќе се викнам мајстор и ќе си го работам тоа што си е моја работа, тој што е негова работа да поправа бољери, нека да поправа бољери, али на прашањето да ти одговорам, има таква содржина, баш сасвим рандом запознав на Мекици бев, запознав еден дечко, јас имам YouTube канал за хортикултура, што јас не знам искрено што е хортикултура, му го отворив каналот, нешто садење, треба цвеќиња, такви ствари, не знам. И сега гледам, ама добро, нема сабскрајбери, нема прегледи, не може толку лесно да се пробие, ќе се надоврзам на претходно тоа што го зборев, затоа што постарата генерација не се толку навикнати да пратат ствари на YouTube. Они мотаат телевизија уште, тоа им е уште останато како тренд во нивниот свет. И таму очекуваат да ги најдат тие програми, таква содржина. И на YouTube не ни очекуваат да најдат и за тоа овие креатори кои што прават, како да кажам, по содржина за повозрасни, не можат да успеат и голем дел од нив се откажуваат затоа што сето тоа захтева време, а тоа што ти црпи од времето, а не ти дава ништо назад како финансии. Нема резон да го правиш животот, мислам колку голема љубов треба да ти биде тоа за ти да му се посветиш толку многу, мислам дали ќе имаш време за тоа хоби, пошто тие хоби не ти носи пари и мислам дека тоа е тоа што ги демотивира да прават содржина за возрасни. Дури нема ни содржина, пример, дечкото што го спомнуваш со хортикултурата, тоа му е него пасија или тоа му е него као бизнис од 9 до 5 и како дел од таа негова пасија и работа што ја работи, може би е вработа некаде, може има своја фирма и така натаму, сега решил да отвори YouTube канал и да прави некакви едукативни или советодавни видеа кои што може би не се толку многу важни да имаат број на прегледи као апсолутна бројка, него важно е он себе си да се позиционира на тој пазар за, да речеме, не знам, хортикултура или што и да е. Види, секој си ја брка содржината која нели што сака да ја прави и во согласност со тоа да земе одредени спонзори кои што ќе му одговараат на содржината. Мислам дека на некој начин тоа што не се кажува и што ние не дека не го признаваме, туку не го размислуваме толку на таков начин, барем јас не, дека уствари те бркаат спонзори во согласност со твојата содржина да го рекламираш нивниот производ. И сега ако добро памтам, он сакаше да си ја испромовира фирмата за хортикултура преку YouTube, али свејашка, пак целта на YouTube е, целта за заработка од YouTube е да ги рекламираш производите кои што се соодветни на твојата содржина, така што он може да би добил, не знам, земја, ѓубриво, такви ствари, као еве користете од ова ѓубриво.
Значи да ги спомне. Добро, затоа што постојат бројни примери по свет каде што компании се одлучуваат да го користат легитимно YouTube како канал за да се позиционираат себе си во својата понуда пред идни потрошачи, каде што монетизација и не им е директна монетизација на YouTube, не им е директна единствена цел. Постојат нели денески и други канали на кои што може вие да поддржите некој канал, а не директна монетизација на YouTube. Тоа се легитимни канали, меѓутоа еве, убав е овој пример што го спомна, не сум го приметил, се надам дека ќе има повеќе такви, затоа што Comcast е еден таков пример. Значи ние не бараме никаква монетизација, не очекуваме никаква монетизација. Значи нас имаме сега во моментов 200 и кусур, не знам, 230 ми се чини сабскрајбери на YouTube и при тоа без разлика што форсираме овие неколку недели аудио, пак мислам дека најголем раст ни се случува на YouTube, што е сосема окей. Мислам, не е никаков проблем. Меѓутоа, ја не очекувам дека ние ќе имаме илјадници, стотици илјадници нели публика и следачи и слично. Ај сега да го отвориме тој дел. Значи, Македонија, заработка, монетизација, YouTube, што правиме на тема? Баш како што го кажа, види сега, јас сум со тој мајндсет сега, да се надоврзам само на твојот муабет за Comcast и стварно е многу побитно да го правиш тоа што сакаш отколку да бркаш нешто за поголема популарност, за повеќе прегледи, за повеќе пари. Сега можеби сум со тој мајндсет за тоа што сепак и друга работам, па свешка и да не заработам од ова во тој момент, нема да ми смени многу и животот, можеби друг ќе би размислувал ако не работам друга работа. Затоа што сум го правил и тоа, свешка како сум буквално нека сум се шиткал, сега сум ги бирал спонзорите, сум ги одбивал тие со кои што не сакам да работам, ама па некогаш сум проголтувал, сум прегризувал јазиките, сега тоа е тоа, мора да се заработи странно. Иначе да, тоа е мање више тоа е единствениот начин да се заработи од YouTube преку Македонија, затоа што ревењуто кај нас е катастрофа. Постои некој јутјубер, што ти си во комуникација со него или се пофалил или кажал, кој што рекол, овој месец од YouTube монетизација директно земав, немам појма, 100 евра, 200 евра, 1000 евра. Значи, дали постои некоја бројка која што е врв бројка, што некој до сега рекол, искинав овој месец, земав од YouTube директно. Се зима, не дека не се зима, али тоа што кога ќе отвориш на Social Blade, она кај што ти кажува кој јутубер колку пари зима, значи не зима оно GP $10,000 месечно, сваѓаш. Као тоа не, мислам, нема врска, не сум прашал, мислам, онака само пример го земав, али не се зима толку многу пари, она можеш да си обезбедиш месечно за сасвим нормален живот, може да се обезбеди, али ме нервира што кога ги величат јутуберите како имаат слика за јутуберите дека они се богаташи по дефолт. Значи идам ја у школа, дете, и сега ме прашуваат Иван, сите ги прашуваат сите деца, што работат твоите родители. И сега ја кажувам, татко ми е адвокат. Стварно е адвокат, татко ми. Сите мислеа дека јас сум буржуазија дете, сваѓаш као татко ми е поп така, underground адвокат, сваѓаш као вистина да ќе ја кажам underground адвокат, не се бавта со толку врвни клиенти, аналогно на тоа и не заработуваат толку како што е трендот да заработуваат најголемиот дел од адвокатите. И сега мене стално така, кој да сум кажал и кога сум растел понатака и другарчиња ме прашуваат и очекуваат ја да имам пари да ги частам цело време по дискотеки, по свашта. Ствари, ја сум сасвим нормално дете, нормален човек со нормални приходи у семејството, ама они има слика за татко ми дека е богаташ само за тоа што е адвокат. И сега јас сватив дека се соочувам со истата таа ствар, што мислат дека јутуберите по дефолт се богаташи, мислам ако си успешен на YouTube дека имаш многу пари. Нема врска. Мислам, јас сум задоволен што сум успешен на YouTube затоа што луѓе го ценат моето дело, пошто стварно тоа ми е побитно. Многу онака правдачки звучи, клише звучи, ама живи се ми е тоа поента. Колку време грубо земено сега би требало на нов јутјубер да дојде, да израсне на пазар до ситуација кога ќе добие чек кој што може би да речеме дека е нека просечна плата во Македонија од заработка директно од YouTube правам. Пошто знаеш како сега GP може има бројка некој што има, GP има 6-7 години наназад видеа кои што секој божи ден се гледаат, не е едно видео. Него има илјадници видеа кои што добиваат прегледи на месечно ниво.
колку месечно прегледи треба да имаш, да речеме, во Македонија, за да можеш да добиеш чек од Google некаков, мислам, некаква монетизација? Многу фактори играат улога, затоа што пак зависи колку ти се долги видеата, толку реклами повеќе ќе можеш да ставиш и така натаму, мислам, покомплициран процес е од тоа како еве видео, еве толку views, толку пари ќе земам, не е толку едноставно. Ја не ја знам тачно математиката, затоа што се откажав уште многу одамна од таа математика кога си сватив во главата дека ја од YouTube не земам пари, од Google конкретно ја пари не гледам. Мислам, не дека не сум видел, ама за 5 години не сум видел како што треба да видам во согласност на мојата работа конкретно од Google AdSense. Така. Знаеш, може да се земат, знаеш од што сум ги земал највеќе парите? Кога сум стримал некој 4-5 пати во животот и што ми донирале. Свеш пошто истите тие пари идат на Google AdSense и се зимаат. Гледам дека на тој начин има еден релативно нов јутубер, Ритко, кој што направи партали, значи почна Србија од него да крадат човече, да му мислам да крадат идеи. Да ги прават истите работи затоа што гледаат дека е успешен на тоа поле. Стрима ствари, му донираат луѓево и човеков си заработува сасвим окей месечна македонска надпросечна плата од YouTube, свеш, па е тоа од YouTube. Што стрима, не сум го видел? Претежно стрима овакво на Омегле, се става со луѓе и им прави глуп муавет, као со бугари, ги дупи, практично. Го знам каналот и го знам човекот, ама не сум му ги фатал Знаеш, така да веќе ти одговорам на тоа прашање, доста брзо порасна, мислам до тој степен да може да заработува, легитли да заработува од YouTube. Али ете пак на некој друг начин, не е како све преку реклами. Супер, значи една приказка е класични реклами во видеото, меѓутоа има уште две други паралелни, да речеме, приказни за заработка, глобално и локално достапни. Едната се донации сега преку популарниот Patreon и слични такви сервиси, и другата е нели директно со спонзори внатре во видео да имаш ти реклами, производи, услуги, што и да е. Овој вториот сме го видели и го гледаме, поретко или почесто, нели, зависи од периодот и се. Дали некој нешто успеал со овие вакви други алтернативни платформи, типот на Patreon и слично? Знаеш дека не знам, конкретно за Patreon не знам, али нема врска, претежно си оставаат или како има директно YouTube донации, или има преку PayPal, ќе си остави линк од PayPal, кој сака нека донира. Без разлика и тоа се важи, мислам се важи. Има ефект тоа? Не знам колку сваеш, не сум толку тој муабет со стримање, али гледам дека има луѓе што донираат и дека ја поштуваат работата која што ја правиме, некој повеќе, некој помалку. Уште го гледам дека владе тој инет кај луѓето као и да го сакам, нема да му оддам поштовање за тоа што јас сум егоистичен, као свесен сум за тоа, ама не ми е срам, ама нема свеш кај нема да поштовање, нема врска, не ми смета. Јас конкретно не можам да се пожалам за тоа што ја стварно сум добил многу поише поштовање од тоа што сум очекувал кога сум дошол на YouTube, значи ја сега кога си гледам старите видеа ми е како можеле луѓе ова да го гледаат и ова да го испоштуваат, тоа нема смисла. Преска сакам да те прашам, заборев, кај кога дискутиравме за локалната содржина, за подобра, повеќе, помалку. Дали се приметува на техничко ниво подобрување на квалитетот? Значи на страна, нели, окей, рековме кај е помалку, има помалку креатори, меѓутоа дали е видливо подигнување на самиот квалитет технички на видеата? Да, дефинитивно, затоа што и технологијата иде напред и ти да земеш и најобично телефонче, сега веќе тоа најобично телефонче снима у 4K, човече, знаеш, као порано, буквално тоа ни биле као не прашувале, ние како постари јутубери да кажам, не прашувале помлади као леле како да успеам, што да правам, дали ми треба опрема и така натаму. И сега ние сме кажувале, земи бе најобично телефонче, снимај се, шо играш, не знам како сме им давале како по-конкретни примери, сме им го преджвакувале на некој начин за да им упростиме целата ситуација, иако е далеку од проста, е многу покреативно од тоа што сме им ја кажувале, ама пак мора да го насочиш да почне на некој начин за да тера натака. Сега тоа телефонче обично, како што кажав, е многу поквалитетно од порано и што ти по дефолт кој да почне, по дефолт да снима на YouTube ќе му биде доста квалитетно, релативно квалитетно. Самиот софтвер со кој што се едитираат видеа
не можам да кажам поквалитетен, ама сите информации се подостапни, how to тоа и тоа, све имаш, значи ја After Effects ден денес кога отварам 5 од 10 пати јас пишувам how to тоа и тоа. Ја не можам да седнам да го научам After Effects, немам време, свееш, реално. Ама ми помага сето тоа и сите информации ми се достапни и затоа мислам дека и квалитетот се подобру воопшто на целата содржина која што има на YouTube. Као онага се гледа и по на production value се гледа поише дека расте, свееш, као дека не е за џабе сето тоа. Ај да го отвориме сега на кратко и оној дел со работка со брендови и слично. Значи, прашањето моје би било не да ја развлекуваме таа тема претерано колку има ефект, нема ефект, тоа е друг муабет, него дали научија брендовите како се соработува, како се работи со јутјубер. Сепак ја отвори кутијата. Не можам да глобализирам, затоа што има некои што се страшно професионални, скрос разбираат што е тоа YouTube и ќе кажам као нема да се задржам конкретно на YouTube, туку ќе кажам као соработка со инфлуенсери, затоа што реално мање више тоа е тоа, истото. Сакам мојот продукт да го пласирам од твојата содржина, на некој содржината не му се YouTube видеа, на некој му се Instagram слики и тоа е ќе кажам дека е исто. Свееш, тоа е тоа. Твоја содржина, твоја креативност. Некој уште не можат да сфатат како функционира тоа. Можеби ние не сваќаме, свееш, као некам да ги напаѓам. Може и ние не сваќаме. Уште е ново, гледаме да не си замеруваме кога се греши, кога не знам, кога доаѓа до недоразбирања, до такви ствари гледаме да не си замеруваме. Барем ја гледам да не им замерувам, пошто разбирам дека не се уходени во таа ствар, ќе пробам да им објаснам колку што можам, али ете, пак се наоѓаме на некој пола пат и соработуваме, мислам дека само треба да помине време, да се стекне искуство во светот и дека ќе стане многу понормална таа работа, многу по секојдневна, полесна за комуникација, за разбирање, за договарање и така натаму. Мислам свака им част на првите брендови што дојдоа во контакт со јутубери кои што решија да се рекламираат преку јутубери и преку инфлуенсери општо, затоа што се стварно мудоњи, виделе потенцијал во тоа дека може таму да го пласираат нивниот производ, дека се додека е во тренд. Сваѓаш, као можеби ќе остане како нешто, некој evergreen јутубот ќе остане како запамтен, ќе продолжи да се користи, можеби ќе се заборави. Али у секој случај мислам дека не е ништо срамота у тоа да ти одлучиш да се рекламираш, да го рекламираш твојот производ преку тоа што е моментално тренд. И сега од другата страна прашањето, дали јутјуберите пораснаа, нели, како и да тоа значи фигуративно или пренесно, за да знаат како се работи со бренд. Пошто имаме и таква ситуација, значи ние сме имале лично искуства на млади луѓе кои што не одговорни, кои што не знаат како се работи, што не е проблем, нормално дека не знаеш. Ама дали сега веќе може да кажеме дека ги надминувавме и ги надминавме и тие фази кај јутјуберите. Вако да речеме твоја перспектива. Пак е индивидуално кај секој, али глобално гледано гледам дека многу ги надминале стварно тие фази, дека се многу по професионални. Јутуберите го гледаат стварно како професија, значи ние, пример, јас со мојата генерација на јутубери кои што сме влегле тој период на YouTube, не сме влегле со мајндсет, ова почнувам да го работам и ова ми е мојата професија, ние сме влегле реално поише на заебанција. Гледам дека се почесто нови јутубери кои што влагаат у бизнисов, ќе го речам сега, влагаат со мајндсет, ја почнувам ова да го работам и сум сериозен за ова и се фокусирам на ова за да заработам. Тоа што да, со самото тоа сваѓам дека се у старт посериозни. Ајде да се префрлиме ми го спомни интересно примерот со Ритко и со србите дека крадат. Значи сакам да стигнеме до глобал, пошто ти претходно спомна дека нели имаш и друга работа која што пак е врзана со YouTube. Тоа ми е животот буквално.
Ке стигнеме и до таму, ама на кратко, ако можете да биде на кратко, корелацијата со односот сега на Македонија со регионот, на влијанието на регионалната YouTube сцена, да не речам српската тука. Ретки се случаевите, стварно. Не знам дали имаат некоја јазична бариера, дали ради јазикот не пратат толку, дали се поегоистични па не пратат. Мислам, ја добивам чат пат стварно коментари као поздрав од Србија, директно. Као ми е многу мило кога ќе добивам од Бугарија, имам доста коментари што сум добила, свееш као ипак не разбираат, ама не знам, не пратат толку, не ќе дали може да не ни е доволно квалитетен контентот за нивните стандарди. Ама јас сепак мислам дека имаме дури поквалитетен контент од тоа што они го пратат на дневна база, ама само за тоа што сме Македонија некако не сметат како понадвор од светот. Не знам, ја го осеќам така, може и не е така, може грешам. А колку се случува обратно, да ние баш буквално тоа ни е светот, српската YouTube сцена да ни е светот. Секојдневно. Значи има јас поима неам кои се тие јутубери кои што рандом луѓе ги гледаат, Срби зборам. Јас стварно не знам кои се, свееш и као успеале да влезат на македонски пазар. Браво да ти. Озбилно. Така да, ние многу поише пратиме, мислам како македонци поише пратиме српски YouTube или општо балкански, не знам сега тачно има некои босанци кои што се доста популарни у регионот, али македонци што се популарни у регионот е стварно голема реткост. Мислам они ги знаат можеби како по имиња меѓу најпопуларните кои се, ама не ги пратат како што македонците пратат други јутубери од регионот. Ај сега се излеземе на поголемата слика, значи работиш и редовна работа што е поврзана со YouTube. Ако не се лажам, поправиме, работиш видеомонтажа или така. Ајде, дај ми малце повеќе инфо за тоа. Значи, работиш во компанија која што работи и изнајмува услуги за видеоедитинг, видеомонтажа за јутјубери и правите какви типови на видеа, кои се тие глобални трендови, што го гледаш како на каде оди цела приказка и така натаму. Да, значи јас сум едитор на странски јутубери кои што се стварно популарни, као имаат по 10 милиони плюс сабскрајбери. И највеќе трендот, конкретно за тие што ние ги работиме моментално, е реакшн видео. Реагираат, гледаат некое видео и реагираат на тоа. Озбилно. Нека да знаеш. Стварно јас од увек сум јадел гомна за тие reaction channels. Откако почнав да работам, повеќе почнав да ги сваѓам, али со тоа што ги работам, ги гледам од старт сите грешки кои што ја доколку би снимал такви видеа, ја не би сакал да ги правам. Свееш као на некој начин ми се школа, рака ми увидуваат на грешките пред ја да ги направам. Така да тоа ми е позитивната ствар од тоа. Може да бидат reaction channels интересни, ако се направи се тоа на интересен начин. Мислам дека конкретно монтажата на видеото игра многу голема улога, значи ти да седнеш пред камера и да збориш и да си досаден. Ако имаш добра креативна монтажа на сето тоа, интересни ефектчиња, музика да погодиш, такви ствари, затоа што видеото е многу комплицирана ствар, свееш као не е толку просто онака го снимив, интересен сум или не сум интересен. Ти можеш да го извитопериш, да стане од најдосадно да стане најинтересно, од најинтересно да стане најдосадно. Значи мислам дека сета таа креативност е една целина која што на крај се вика видео. И ќе понатака ќе карае публика или ќе губи публика, зависи. Многу не е јасно дека глобалните канали, нели, американски или слично, имаат цели тимови што стојат зад нив и дека не е само креаторот, него дека има цел тим што снима со него, што го нели му ги монтира видеата и слично. Пак ќе се вратам назад пошто ми е интересно. Дали некој стигнал во Македонија да го прави тоа така? Да има доволно простор во својата професионална YouTube кариера, за да може да ангажира уште еден-двајца луѓе кои што ќе работат со него заедно на канал. Не да се појавува пред камера на видео, мислам, иако и тоа не е случајно, туку позадински. Така, има доста луѓе.
И јас сум и еден од тие кои што имав еден период, земав двајца едитори да ми ги работат моите видеа, затоа што сватив ја колку немам време во животов, а и пак сакам да правам YouTube видеа. И проблемот ми беше логистичкиот процес, како јас да им ги доставам тие видеа, па додека ми ги вратат, додека им кажам што да коригираат, па пак да ми ги вратат и така натаму, цел тој логистички процес ми се виде подолг него ли ја да седнам да си го направам видеото. Тоа беше едната причина, другата причина за тоа што супер беа, значи едиторите беа топ, партали, стварно. Ама ја кога ќе седнам, сека добивам, немам некој онака оформен стил кој што ќе ти кажам, во овој стил едитирам и го видеото, затоа што секад кога ќе седнам да си едитирам нешто, добивам онака плюс идеи, нови идеи цело време кои што сакам па да ги презентирам, затоа што како што кажав, сметам дека тоа е пак дел од уметноста, а затоа што јас не го правам ова за парите, конкретно не ми се парите најглавна цел, пошто поглавна цел ми е да си ја презентирам уметноста на јавноста. Затоа сакам да си го направам како што ми е онака како што се осеќам да видат онака убаво како се осеќам и затоа јас моментално си работам сам на себе. Али знам за други кои што си имаат изнајмено камерман, си имаат друг изнајмено едитор кој што цело време работи на нив и тоа е, значи, ептен си го гледаат тоа како работа, како професија конкретно и мислам дека е сосема окей, има луѓе кои што јадат гомна за нив. Како бе тоа, он е јутубер или друг му ги прави видеата, друг му ги снима, друг му договара спонзори, друг му договара гости во емисија, не знам што, добро е, тоа ти е работата, нема врска. Работиме на се YouTube каналот, ако ми се вика Иван, не знам чега сум само јага, работиме за YouTube каналот Иван. Јас сум Иван, основачот на тоа и јас сум си направил тим. Мислам дека само да ги оправдам, на некој начин ги оправдувам, си да ги оправдувам. Супер, во една лоба се јаваш како креатор, кај што не може да се погоди нели со едитор, пошто има идеи, во друга лоба се јаваш како едитор на друг креатор, кој што веројатно тоа супер функционира. Постои ли некоја магична, да речеме, линија која што вика треба да се осетиш со креаторот како едитор за да може да си ги погодите езиците и стилот и се за да функционира, или едноставно механичка работа со tips and tricks која што нели ја работиш. Мислам, кај е тој фајнлайн, пошто знам дека многу е тешко ти да бидеш онака едитор на некој кој што ти му влиеш на стилот на изразување, му влиеш на пораката што ќе ја кажеш. Особено кога ќе ние со брзи катови, нели, 100 пати преснимувани видеа кај што се сечат работи и кај што ти една реченица ја крираш на сплет на зборови, сикам добро, значи сам не го правил ова човекот, некој едитор го правил. Види, сите јутубери што ги работам, уствари знаат да едитираат видеа, они не дека не знаат, ама го прават од истата причина, мислам, најмуваат едитори како мене, затоа што немаат време да постигнат, они сакаат по видео најмалце, по едно видео дневно да аплодираат на нивниот канал. Тоа е стварно е временски невозможно, неизводливо да седнам ја да снимам цел ден, па после да едитирам цел ден, неизводливо е дефинитивно. Затоа што тоа е пак бизнис и затоа морале да најдат некој едитор кој што ќе им го погоди стилот, да. И ја мислам дека многу им влијам на тие што ја работам за нив, дека им влијам баш како што кажа на стилот на изразување. И што стори прашањето? Дали има магична линија како се комуницираш ти со нив? Како доаѓаш до НЗС да ова е тоа што го сакам. Значи идеме дале. Па погодиле, вајда пронашле во нас едиторите, си го пронашле нивниот стил кој што релативно им одговара. Јас верувам дека многу работи поразлично би ги направиле, ама мислам дека компензираат на некој начин, као па и ова не е лошо. Побитно ми е да го имам видеото, да објавам видео, отколку да биде најако у свет. Сеќаш затоа што многу е побитен квантитетот во оваа ситуација. Мислам не дека ние не сме квалитетни, тоа да не се свати така. Ми одговори на некои од прашањата што би сакал да ги поставам као дека да го заокружуваме муабетот, да стигнуваме некаде полека на кај крај, пошто ќе стигнеме до 40 и кусур минути. Ќе ми избегаш од златната средина, сегаш на оптимум времето за мојата целна публика. Да, ќе го гасат видео 20.
меѓу редови ми кажа кој е, да речеме, рецептот за успешност на YouTube. Ајде да видиме дали можеш нешто да додадеш на моментот на секој ден видео, не е толку битен квалитетот колку што е квантитетот, меѓутоа мора да има минимум квалитет некаков и така натаму. Што друго е неопходно за да можеш да бидеш успешен? Локално или можеби глобално? Пошто имаме ние примери локални на канали кои што се глобално успешни, не се со ликови со фаци, нели оној американскиот хакер или како се каже од Битола дечкото и слично. Има доста луѓе кои што прават онакви видеа homemade tricks mix за разноразни други канали и слично. Ајде да ги тргнеме тие на страна. Кој е, да речеме, магичната формула за да успееш тука, ако е магична формула сега да се пробиеш надвор? Зависи на кој пазар сакаш да котираш. Ако целта ти е да доеш до релативно брзи пари, да станеш популарен на брз начин, е многу лесно следејќи ги трендовите. Значи, твојата работа е да ги пратиш трендовите и ти чим си почнал со YouTube, со вакви ствари општо да као креатор, ти си креативен човек и знаеш да кога ќе видиш нешто, да го измодифицираш на некој начин и да направиш тоа да биде твое, да си го присвоиш, да има доволно твои елементи, да не личи накрадено, да биде твое. Ако ги пратиш трендовите, тоа е многу лесно, значи целата твоја харизма ја преточуваш во трендовите и луѓето полека те дознаваат. Мислам, тоа е, ќе ти треба еднаш да ти се посреќи, али те прифаќа публиката. Мислам, сакал, некал тоа се случува, има поштени луѓе кои што стварно даваат поштовање на сите што се стварно добри, што им се свигаат, ако доколку сакаш да котираш на пазарот со конкретно твојот стил е потешко, ама мислам дека може да остане подолго. Може би нема одма да видиш пари, ако си истраен, нема одма да видиш популарност, нема да видиш бројки, али знаеш дека целиш кон тоа твоето дело да успее, да допре, да бидеш ти, да се представиш на светот како ти. Некако трендот, туку како ти. И јас ако сакам моето дело да стане некој нов тренд, ќе се фокусирам конкретно на тоа и ќе останам запамтен во историјата на YouTube. На кратко едно прашање, па после тоа ќе затворам со едно прашање што ќе ме исцрпаш. Значи, спомнаш трендовите. Кои се сега трендови на YouTube глобално гледано? Се менјаат цело време. Дневно гледано. Ти кажи нешто последно, што окей ми кажа реакшн видеа едно. Да, тоа е да. Гледат како пример, тренд е коронавирус. Ќе снимам ствари за коронавирус. Тренд е TikTok. Еве, реакциони видеа се многу тренд. TikTok е тренд, ќе реагирам на TikTok видеа, правам одма некоја склопка и автоматски интересно, свееш као ми додава у контентот. Тоа е многу лесен начин на ентертејнување, да забавljаш публиката твоја што те гледа. Значи, ако и ти да не си интересен, TikTokот што гледаш е интересен, и тоа е, се пополнува. Докај што стигне камера до таму снимаме. Последното прашање. Уметност, твое дело, артист и така натаму. Спотовите као уметнички дела и песните си ги рачунаш или не? Да. Не треба? Не знам. Те прашувам. Ти ми ги рачунаш као уметнички? Не знам, ја добар дел не ми се спредачени. Мислам дека ти тоа намерно го правиш. Не, види, има спредачење, не дека нема, ама пак и у тоа спредачење јас си имам некоја креативност, свајаш као ми се meaningful, као не ми се толку заебанци као на тема дело, уметност. Свајаш, ми се можда заебанција во темата. Некој од нив. Фала ти многу за моветот. Толку? Брзам да одиам. Што ми го кажа прашање порано? Снема лента. Земи си нова картица. Фала ти за мојот, мене беше стварно мерак, во некоја следна прилика и повеќе. Обавезно, фала ти на покана. Поштено.